може лесно да го решиме. Јас себе ќе го промовирам во програмата за време на кампањата, ќе ги објавиме тие наши решенија, ќе ги видат. Многу лесно е тоа. Општинската зграда, доколку ја добием, довербат. Дел од општинската зграда ќе го направиме во стакло. Стаклена просторија. Ќе има столици за граѓаните, од другата страна ќе биде градоначалникот со советниците, извештај ќе му даваат за секоја одлука на граѓанинот. Се ќе биде јавно. Дали било овие само за тендери се интересира, не ги интересира друго ништо. Такви улици, они да ги интересира улици би ги работеле уназад 3-4 години колку се на власт. Не ги интересира. Сега почна заради гласови. Само да ги излажат граѓаните, да им ги земат гласови. После тоа иста песна. Така да тоа е второто што ме прашавте околу Зеленило, Тетово има голем проблем со нема паркови, нема зелени површини. Па површините што ги двојат патиштата се запоставени, јас се сеќавам порано Тетово беше све во цвеќе. Улиците се мијае секој ден. Јас имав гости од друга држава, беше гостин, вика, вие сте како Париз, и тоа во рани утрински часови, свежо, дрвја, зелено, значи, многу, се е тоа уништено. Се државниот имот е распродаден. Таму се града објекти. Све се уништува. Не се прави ништо добро за граѓаните. Околу овие ноќните клубови, ресторани, кафичи, барови, значи, таму е катастрофална состојбата. Секој скоро има извадено маси и столици на тротоар. Таму е движењето е спречено, не може граѓаните добро, нормално да се движат, многу лоша слика. Јас ви викам, на запад сум бил, ми вика идем во ресторан, ме носи мене, јас не гледам ништо. Мислим дека живее некој во стан, кога влево внатре, што ќе видиш, 100 метра ресторан со музика, со гости, со се. Ама безбеден. Безбеден. Јас сакам нешто од тамо да го пренесем тука, да го направим Тетово стварно, да се гордееме сит. Јас ќе се надпреварувам да биде Тетово подобро од другите градови. Свесен сте дека, знам дека доаѓате од таму каде што доаѓате од Новар, но свесен сте дека ќе имате можеби закани и притисоци од политички партии, нека нема да биде баш така лесно, заради тоа што фактички вие им отварате отворена војна на луѓево што... Да, јас не се плашам, нема зошто да се плашам, нека се плашат тие што се вовлечени во разни криминали, тие што